Како градовател сакате? Помалку да лаже, нели? Добро вечер, Дузлак! Добро вечер, Сенјак! И ако има по некој автобус, добро вечер и на тие. Или автобусите се на друго место. На поштао. Оваа вечер Штип има дупла програма. Пошто другите двојца кандидати баш и многу не се занимаваат со кампања, нели имаме четворица кандидати за градоначалници. Тие се некои приврзоци на она што требаше да биде опозиција, ама и го расипавме планот. Едната средба е овде на ладно, ама со топли срца, а другата средба е таму доле во центарот, ама со ладни срца затоа што некој мора да оди таму. Остра оде, остра! Остра. Дојдовме оваа вечер, сакаме да ви се представиме, сакаме да кажеме што е нашата идеја за Дузлак и Сенјак. Иако сте релативно нова населба, сепак имате безброј проблеми. Јас се сеќавам кога доаѓавме и 2009-та, доаѓаше и Зоранчо Алексов, кој што сега го нема никаде, човекот едноставно пропадна во земја, дали од срам, дали од тоа што еве неговата партија не му даде можност уште еднаш да истрче на теренот. Цело време се зборуваше дека еден од најуспешните градоначалници, дека многу направи за Штип. Епилогот го гледате вие сите самите. Ние дојдовме да ја покажеме нашата програма, која што нашите политички противници велат дека не сме имале програма. Како не сме имале програма кога 9 месеци работиме на неа? Ако се сеќавате, ние дојдовме оддамна овде пред вас, кај вас, дома, од врата на врата, и ве прашавме што се вашите приоритети, што барате вие да се направи во вашата населба. Вие ни кажавте дека улиците се заникаде, тротоарите ги нема, парковите исто така, водоснабдувањето, канализација, хигиената, осветлувањето, сите тие проблеми, сите тие проблеми, тогаш вие ги стакнавте, ние ги внесовме во нашата програма. И како што кажа нашата другарка, дека сето тоа да е од злато направено, ако нема вработување за младите луѓе, тогаш за каде сме? Ние нема да се служиме со терминот што го користи нашиот политички опонент, дека еве се направи фабрика во Штип Джонсон Контролс и се запослени 1400 луѓе. Арно, ама ние имаме и во нашите редови, во членовите на Социјалдемократскиот сојуз кои што работат таму, едва се 200-300 луѓе и знак прашање како ќе продолжи понатаму работа. Значи не се занесуваме со тоа што ќе направиме какови мегаломански проекти, едноставно сакам да соопштам дека првиот приоритет за општина Штип ќе биде гасификација. Гасификација каде што фабриките, установите и сите објекти кои што ќе може да се приклучат, а покасно и домаќинствата ќе плаќат дупло поевтина енергија. Вториот дел за вас конкретно, значи вие сте релативно работничка населба. Секое утро станувате и одите на работа. Од овде, од овој пат што се спушта долу до диспанзерот, во планот ни е да изградиме мост кој што ќе поврзува двете страни на Брегалница, односно овој дел со индустријскиот дел. Така да и вие како вработени ќе скратувате, нема многу да се замарате наутро, а и работодавците ќе заштедат барем на гориво. Другата работа, сите улици кои што се поставени со коцки во Штип,
ќе бидат асфалтирани и ќе бидат коцките употребени на оние места кај што се мали улички, каде што не може да се постави асфалт, но има кал до колена. Со други зборови, сакаме да ви порачаме дека ова што сега го добивте како Вестачко езеро, малку подолу од училиштето, кој што не можат 10-15 дена да го решат проблемот. Ќе биде решен во моментот кога ќе биде направен проблемот. Затоа имаме искуство, имаме желба, имаме можности. Само треба тоа да се прави со срце. Другите работи ќе доаѓаат сами по себе. Не можеме ние сега да напишеме како они што напишале програма 100 листа, половината што кажал нивниот премиер, нивниот председател, какви се политичките прилики во државата, во Штип и така натаму. Значи ние се решивме за мала, конкретна и на крајот се надеваме дека и ќе реализираме ова програма. Што сакам да ви порачам друго? Утре во Штип се одржува митинг, централен митинг на Социјалдемократскиот сојуз и на Сојузот за иднината. Ве поканувам во 19:30 часа пред зградата Кубус да дојдете, ама ве поканувам, не ви наредувам, како они тоа што го прават. Во недела има државен централен митинг во Скопје. За таа цел имаме обезбедено превоз, што викаме рейзови, и кој има желба исто така може да се приклучи на караванот. Знаеме дека е прочка, меѓутоа, еве, нека ни простат на сите оние што ќе изгрешиме, ама имаме една задача, задачата е како што побрзо да ја симнеме оваа власт. Како да ги кажеме овие непријатели на државата. Сакам да кажам уште неколку зборови за моите против кандидати. Ги зборувам против кандидати затоа што од една како против кандидат го сметам и Груевски, затоа што со сите ресурси настојуваат не само во Штип, во сите поголеми општини да дојдат на власт со сила. Го поздравувам и го повикувам да се соочиме на ТВ дуел и сегашниот кандидат на ДПМН Илчо Захариев. Доколку има нешто да каже, што има направено во животот за Штип. Затоа истражните органи ќе кажат дали има краден. Цело време се обидуваат да не изместат од равнотежа. Вие вчера слушавте дека извади анкета. Анкетата беше дека јас сум имал 17% рейтинг, а он имал 48%. Ако е така, зошто не го извадија пред 7 месеци? Зошто не го извадија да биде против кандидат па да се спрема човекот на време? Е сега, за да не се секирате околу таа работа, многу брзо ќе дојде денот кога ќе паднат маските. И некој ќе црвене, некој ќе се срамува. Тој ден е 24-ти. Бројот е 42 на кандидатот за градоначалник на Социјалистичката листа. И да завршиме онака како што довикува, значи ние ова вечер не дојдовме овде да молиме за гласови, посебно не на ова ладно време за кое што искрено сме благодарни што навистина сте и покажувате дека сте стварно херои и што доаѓате на вакво време, значи ништо не може да ве исплаши. Благодарам да сте живи и здрави.